Благодарам. Почитувана колешке, фокусот треба да ви е на следните 28 дена, затоа што за 28 дена оваа влада завршува со својата работа. Затоа во наводници кажав работа. И дај Боже никогаш ова што и се случува на Република Македонија да не се повтори повторно. Го споменавте градежниот факултет, зарем повторно го консултирате градежниот факултет, оној градежен факултет кој што го обвинувавте дека ги грешава трасите, а излезе дека не биле сгрешени трасите ни за автопатот Штип Миладиновци ни Кичево Охрид. Ами зедовте дополнително средства анекси, нешто повеќе од тоа што претходно беше земено, ако земите дека се анекси, за истата траса, за истите автопати. Тоа што одат луѓе по судови, ќе одат и други сега луѓе по судови, колешке. Така да, овие лаги се веќе провидни за граѓаните, меѓутоа еве еден апел, се надевам и од мене и од вас до Министерот за транспорт и врски, затоа што гледаме дека патот Прилеп-Градско, новиот пат кој што се гради, нема да продолжи за догледно време, барем да се реконструира веќе постоечкиот пат за најбрзо можно време што постои, затоа што како што кажав, е исклучително небезбедно за возење, е исклучително фреквентен пат, односно пат од кој што зависи развојот на економијата не само во Пелагониски регион, туку буквално во цела држава. Благодарам.